најиздржливиот, откачениот и храбриот, секогаш расположен за стендап. Сашо Тасевски! Знаете ли бе вие кој сум ја? Јас сум виден циганоскопјанос. Али подобро да сум циганоскопјанос отколку Јоргос Анус Мераклис. Златна зора. Златна зора е партија смела Кацо де ла Мартадела. Кога ги смени овие минјава на улициве, некако ми е мерак да возам, бе не ми се искаче од кола. Баш сега у петокот кога дојавме на проба нешто во универзална сала Шуба, си тргнав по улица Мара Бунева, свртев на улица Джемо Хасо, оставив цвеќе на споменикот на Мефаил, поминав покрај спомен куќата на Адем Јашари, свртев лево, па право по мостот Тодор Александров, свртев на улица Христо Стоичков, па преку улица Цар Борис, излегов на булевар Азиз Великомаченик и стигнав тука. И кој збори бе тоа дека во Скопје више не можеш да најдеш паркинг место што не се наплаќа? Ја одма најдов. Се паркирав на Скопска Црна Гора. Над Миравци тамо, кај Мечката. Застанувам, Мечкава излега, вика, шо е, вика, мецано да паркирам, вика, може ако не го узурпираш просторот, ти дојде вчера едно лавче, Коце, вика, Коцеце, вика, и вика, ми вика, слушај, Мечко, да платиш лежарина, вика, за ова. Ја му викам, слушај, бе, Коце, иди тоа да им го кажеш на твоите лавчиња, бе, ти знаеш која сум ја сум Мечката, бе, ај марш од тука, будало една. Кога сме кај паркинзи, бе, ај сега нова година се ближи, така, свечена атмосфера, ќе ви кажам 2-3 стиха. Новата година еве ака иде, леле, леле, шубаво ќе биде. Старата па година тажна си ојде, Дедо Мраз во портокалово облечен ќе дојде. На дворот на Луј тој паркира санка за паркинг да му наплатат некоја банка. А ние другите, неми и глуви, во лајна среќни ко гомнарки муви. Зобаме ко зајци без масло зелка, наместо да не пуштат малку по дворската елка. Затоа да викнеме, Дедо Мраз, ваму глеј, на место погрешно си паркирал, немој да бидеш геј. Да нема некој геј во салава. Мислам, у душа. А има или нема? И нема. Па ако нема, тогаш е време за хумор и инвенција за публика со 140 коефициент на интелигенција. Слушам и министриве во власта имале овај коефициент на интелигенција 140, ама со пресметано ДДВ. Кога сме кај генијалциве од дворот на Луј, ќе вземам за пример овој министер за здравство. Например, он е толку гениален што кога го наместија за министер, нон-стоп шеташе ноќе по болници као нинџа и ги фаќаше сестриве у пушење. Како еднаш не ги фати у оговарање или у везање гоблени.
Све на пушење ги фаќа. А сега не ги примите ако му пушат ова пред Министерство за здравство за време на лекарскиот штрајк. Тоа е гениалност, да не приметиш. Ова. Ајде да видам у салава кој има коефициент на интелигенција 140, нека крене рака. Искрено, да видим. Да? 140. Па не треба директорка универзална, треба министерка за здравство да те прави. Значи една само. Добро. Нема да нима уште некој, нема. Има? Машалај. Таленти сме. А од друга страна, паметот е нешто што Господ најправедно го поделил. Никој нема да каже дека го нема. Ај сега да видам вака. Че да ве прашам прво нешто. Знаете вие како се вика жена што мастурбира на слики од Кама Сутра? Сама Кутра. А знаете како се чешка богата фуфа? Гучи. Ај сега да видам кога сме кај жениве, сега вака, ама искрено сега, малце комуникација треба кои девојки тука или жени носат танга на себе, нека кренат рака. Ајде? Шо е бе, сите волнени гаќи носите? Добро, ај тогаш нека кренат рака оние што имаат битанга до себе. Има некој што има битанга. Не треба сама да се јави. Не можам сега вака да... Кој има битанга до себе? Нема... Значи сите сте супер ова. Тоа е кога човек не носи танга, нема да најде ни битанга. Кога сме више кај тангата, сите се сеќавате, пред месец-два, кога една пратеничка во парламентот од опозицијата, додека траеше седницата, малку се поднаведна и ги покажа тангата пред камерите. Двете очи им капнаа на пратениците. Почнаа да си ги касаат усните, да се лигават, седницава нагло се прекина. Јавноста побудале до душе и јас па многу ме инспирира ова гледката пред очи што ми беше, па решив да напишам поема за тангата на пратеничката. И што правам? Како што правам со сите мои штосови, ги објавам на Facebook и гледам какви реакции има. И ја објавив поемава на Facebook и сум добил тамо 1000 лајка. И не само тоа, него одма добив понуда да настапам со неја на Струшкиве вечери на поезијата, ама тоа откако ќе наполнам 90 години, пошто на Струшките вечери на поезија не можеш да се пријавиш без потврда од лекар дека набрзо ќе умреш. Сакате да ја чуете поемава? Значи, поемата се вика Тангата на Б со точка Весна. Ако сакаш да си прав манга, слечи ги на Весна гачичките танга. Во парламентот секој гори од желба да онанира на Весна бесетничка делба. Онанираат кој еден, македонци, албанци, турци и власи, мечтаат Весне да ги мочка, страст да им гаси. За тоа време реформите течат, на министрите во власта тангата им пречат. Тие се гениални, со студени глави, си играат барок, сексот не им фали. И свесни се, не е задача лесна да ги слечеш тангата на Б со точка Весна. Сега не знам дали сакате уште една песна на исто што објавив на Facebook, на првиот стендап што ја кажував, ама тоа само ако сакате, Планињето во Македонија да ви ја изрецитирам. Може? Ја сакате? Ова е птен за бис. Значи, Планињето во Македонија. Ќе ја бутнам раката у джеб, као Раде Шербеџија.
Планињето во Македонија. Фатил дедо пичица горе на галичица. Ја однел на јабланица, ја најал со гибаница. За стебло на кораб ја врзал со чорап, а кога ја однел на шара, ја направил попара. Штом дедо боцна путе на шара, тргна веднаш кон Солунска глава, да наостри долга, аш има здрава, на девица росна да ја го клава. Па на вардарот слезе спотнат и стресен, виде момиче со струк тесен. Ја истресе дедо од гаштисета, кон колак летна да вјане селан каклета. Но попат скршна до славното нидже, да сретне кршно моме Хатидже. Дедо работело и меѓу овој релаксирани меѓуетнички односи, толеранција. Да видиме што се случило со Хатидже. Хатидже пишти, моли и гребе, остај ме дедо да дојдам на себе. Па дедо ја смени со висока слаба, крај студен поток на планината Баба. Зеде дедо двоглед во рака, да најде дунде што му се сака. На беласица ја сретна оно јоко, смежурана грда и со едно око. Море дедо, рече Јоко, жена бев на Ленон Џон, ако ми го клаваш, клај ми го без кондом. В колиба стара, негде на бистра, клечи моме се моли на Христа. Наврата дедо 3 пати тропна, таа го пушти, тој и го опна. Пискотници се слушна од Галичник до река, над Велестово стојна деда го чека, стојне, по тебе горам, слечи гашти за да те орам. Појде дедо и на Битолско бајро, циганчица јадра си го виде ајро, ја крена дедо со сета сила, од кревањето тешко го фати кила, искилавен си од зеде да кочи и ташаци да лади во пелистерски очи. Кога се отвори овој Сити Мол во Карпош, ја како некоја битанга застана во ред пред каса, купив 100 ролни ефтина тоалетна хартија и сега гс не ми чуе. Најпродаван производ во новиот Сити Мол е ефтината тоалетна хартија. Не знам дали сте ја пробале. Абе луѓе, таа хартија е мелем за газот. Порано пред ерата на Сити Мол, тоалетните хартии гребеа као цигла. Оваа на праска мириса. Абе, кога ќе ја мириснеш, одма те протеруе. Само не дај Боже да те стегне додека стоиш пред редот на каса. Ем имаш тоалет во рака, ем нема каде да се кака. Абе, тоа е луѓево гинат за тоалетна хартија у редов пред каса. Изгледа дека на народов им остана пари, уште само гзо да си го избришат. Кога сме кај поскапувањава, пред неколку дена исто одам на овој шалтер за наплата што е у Евана и тамо на шалтерот пишува на едно пуслче, вика пребројте ги вашите пари пред да излезете. Кои пари бе? Ти веќе кога ќе застанеш на шалтер за наплату Евана, ти више немаш пари. Не знам дали сте забележале, откако ја укина оваа дневна ефтина тарифа. Веќе не можеш са бајле да видиш пензионер ни за лек. Сите редовно се успиваат. Пошто сите навечер седа до касно ја чекаат оваа ефтинава тарифа, после 22 часот и тогаш готваат, тогаш пуштаат машини за перење, тогаш се бањаат. А овие пензионери барем се бањаат, а овие цел ден што работат као скотови, ќе дое касно дома, он нема сила ни да дочека ефтината тарифа и така заспива не бањат. И после Скопје смрди. Па ќе смрди. Ама не смрди само од ѓубрето како порано. Сега и ние неговите граѓани се усмрдевме од сиромаштија. Овој да може од некоја страна сега да стане од гроб, овој Султан Сулеман Величествениот. И да дое у Македонија по поскапувањето на струјата. Абе, гарант ќе се фати за глава и ќе рече ту јазик.
Ко си одев одовде со Аскерот, ве најдов со ве оставив со фењери, а сега ве најдов со свети. Назадуваме. Ова лето беше исто и Олимпијадата во Лондон, сите добро се сеќаваме. И на таа Олимпијада Македонија конечно покажа дека е балканска спортска велесила. Еве ви го доказот. Хрватска доби 4 медали. Словенија, која што има исто 2 милиони жители као Македонија, доби 4 медали. Србија доби 3 медали. Црна Гора, која како држава постои 2 недели и 2 дена, доби 1 медал. Бугарија доби 2 медали, Грција доби 2 медали. Ама Македонија доби 100 спортски сали. И ќе доби уште 100, уште сакате да се кладиме. Абе една Гренада, бе луѓе, држава со 110.002 сали на Олимпијадата у Лондон освои златен медал. Наравоучение. Кога имаш спортски сали, заеби олимписки медали. Ама без разлика на тоа што ние не освоивме медал. Сепак нашите спортисти постигнаа завиден успех со тоа што се вратија сите живи и здрави. Оти можеше да биде и полошо. Ете како пливаа нашиве пливачи, добро е со кука што не ги ваде од базен. Ама за нашиве пливачи има оправдание. Од толку многу спортски сали заборавивме базени да им изградиме. Ама за атлетичарите нема оправдание. Значи немаш, по Олимпијадава полжавиве од цел свет прославувале дека имало и поспори од нив. За атлетичарите не можеш да кажеш немале спортски сали и затоа не успеале ништо да направат. Што да кажат бе тогаш луѓе кеници, не? Кеници не случајно да немаат спортски сали. Па тие немаат у својот речник ни збор што означува спортска сала, а камоли сала. Ама ги, се утепаат златни медали, никој не може да ги стигне бе. Ама знаете како тренираат кениците? Ке ги земе тренеров, ке ги однесе насред пустина и ке им пушти гладен лав. Ако лавот ги фане, ги фане. Ако не ги фане, одат на Олимпијада. Ама, од сигурни извори дознав дека на следната Олимпијада у Бразил гарант освојуваме златен медал. Овие од владава го пратиле Паско Кузман кај Усеин Болт да му земе крв и да докаже дека покрај тоа што е белец е и антички македонец. Инаку ја кога се оженив, тогаш прв пат сватив зошо Господ која ги создал жениве, ги создал само со 2 нозе. Абе мора да сгрешил, требало да ги направи со 100 нозе. Пошто ако се оженив, ко се всели жена ми кај мене дома, се всели со 100 пара кондури. Абе ја мислам дека ништо друго не донесе освен кондури. Прво мислев ќе ги шитка на интернет огласи, ама кога разбрав дека има намера сите да ги носи, сум полудел. И викам, добро бе, колку нози имаш мамицата твоја мамина? Зашо те земам ја тебе, за жена или за стоногалка? А она мене ме гледа трепка вака со очињата, коранета срдна и ми вика, Мацо, жената може без гајки, али без обувки тешко. Абе, кога си женет, тоа ти е исто ко да си умрел, ама не знаеш. Женачката ти е трагедија што може да го снајди најдобриот. Еве ко мене што ме снајде. Ја, например, кога се оженив, одма станав пратеник. Ме праќаат на пазар, ме праќаат ѓубре да фрлам, ме праќаат по пелени. И не само што станав пратеник, туку станав и шерпас. Знаете што се шерпаси? Они народот на подножјето на Хималаите што помага за експедициите да го освојат Монт Еверест. Јако се оженив, одма станав шерпас. Жена ми вика, додека не ги измие шерпите, нема искачање од дома. Иначе многу го сакам сексот. И највише сакам она за време на секс, она партнерката која вика. Оти ако не вика, ми доаѓа као да се сексам со златна рибка. Она тија плескаш, она...
До душа има само еден тип на жени што ме палат кога не викаат за време на секс. Тоа се ние што додека ги сексаш од позади, од што име убаво ја бутаат вака раката до лакту уста вака и само испуштаат глас као гладен муфлон вака. Според тоа, како викаат жените за време на сексот, оргазмот се дели у неколку категории, а сега нема да ви ги кажам сите, ќе кажам неколку од нив. Еве, например, имате прво самоубиствен оргазам. Тоа е она, ти ја сексаш, а она ти вика удри ме по газот, удри ме, немој да ме штедиш. Немој да ме штедиш кога не си ме правел. Ајде сега искуби ме како кокошка. Искуби ме како кокошка и надени ме на раженот. Така. Мавни ми сега бок. Немој да се тепаш толку силно, грубијан еден. Имате после овој наркомански оргазам. Тоа е она. Ти нели ја сексаш оня. Човече, како ми го ставаш, еј. Ова, како тебе до сега никој не ми го ставал. Човече, ти ко ми го ставаш, треба не расте. Човече, како го ставаш? Шо? Уште не си ми го ставил? Па стај ми го веќе еднаш, нема да ми го губиш времето. Али мене ми е коњак оној музичкиот оргазам. Тоа ти она, ти нели ја тресеш ова, а она вика свирни ми го форте, отвори ме со твојот дебел виолински клуч, дрндај на мене како на гитара, дрндај ме во едур, сакам да свирам на твојот дебел кларинет, искористи ми ги цицкиве за чинели, свирни ме со гудалото како прва виолина. Кога сме кај првите виолини, оваа првава виолина на СДСМ сака да биде прва виолина на државата. И затоа летово реши да спие по селски куќи. Кампањата беше уколку по селска куќа преспиам, толку сум поблиску до народот. Само како никој од тие околу него не му каже дека џаве ке шета по селава, бе, нема никој да најде таму. Сите од целата у Скопје се дојдени. И сите тие сакаат барок рококо. И никој од нив повеќе не сака да слуша кукури-куку. Без разлика од него, па овој другиот неговиот опонент, што е на власт, овој Луј први Портокаловиот. Он не е толку не идиот да иде по селски куќи. Он си идеше на инвестицијски роудшоу, прво у Русија, после у Америка. Арнама ко бил со свитава во Америка, американциве погрешно разбрале, сватиле дека овие не доаѓаат на инвестицијско роудшоу, туку на родео шоу, па ги зајавале. После некако се разбрале, ама било касно. Барем, нели, за овие нашиве. Инаку, минатата година помина во знакот на тепачките во новите аутобуси. Значи, албанци ќе влезат, ќе дојат на некоја рисијанска линија, ќе влезат во некој аутобус кај што има македонци, ќе ги збумбарат од ќотек. После некој ден имате вратка Мило за драго. Доаѓаат, нели, македонци, влагаат во аутобус пон со албанци и прават реденка таму. Овие на медиумиве кажуваат, вика, овие што тепале биле насилници. Абе, луѓе, тие не се криви што се тепаат у новите кинески аутобуси. Криви се тие што ги купија. Купија кинески аутобуси и сега се чудат зашо патниците во нив се тепаат со карати и со шипки. Па тогаш нека купеа француски аутобуси ќе се тепаат со лепези. Така да подобро што купија кинески аутобуси. Замислете што ќе беше да купеа грчки аутобуси. Па тогаш секој ден на аутобусите ќе имаше геј парада. Али, пошто нели тепачки аутобуси, народов нели изгуби желба да користи јавен превоз, нели така? И сега владава мора да направи кампања да врати довербата на патниците во јавниот превоз. И јас еве тука сам се нудам да помогнам со рекламни слогани за таа работа. Еве, например, смислив еден ваков слоган со кој што ќе се врати довербата на патниците во јавниот превоз. Вака иде.
Ako preživejete 2 vozenja со двојка од Сарај до Autokomanda, третото е гратис. Осмели се, зашто и ти си во Македонија. И имам уште еден слоган, тој исто добар, тој ем ке ја врати до вербата на патниците, ем ке го намали бројот на самоубиства у Македонија. Тој иде од прилика вака. Наместо да кренете рака на себе, влезете во автобусот со број 41 и ќе го добиете тоа што го барате уште на следната станица. Ако случајно преживеете, ги враќаме парите за купениот билет и ги сносиме сите болнички трошоци до следното ваше возење. Осмели се, влези во автобусот број 41, зашто и ти си во Македонија. Од мене толку, мили мои. Добро е што главата се уште ви стои. Фала. Сега само за вас!